Денеска сме во посета на господинот Јован Величковски, кој има 95 години и навистина долга меморија. Во текот на својот живот учествувал во Втората светска војна, учествувал во ослободувањето на Струмица и тоа во 3 наврати. Би сакала еве одблиску да го запознаеме најпрво, каде е роден, какви биле околностите во кои што растел во раното детство и како станал пред се партизан. Господине Величковски, еве да ни кажете, вие сте родени во Беровско? Роден съм јас во село Митрашинци, Беровско. Јас се занимавав порано во фамилијата, ние сме 11 деца. Тие деца се со земјоделие се занимаваме и све. И 43-та година ме зеа мене като војник во Бугарија. И служех, разбираш, во град Добрич. На обука бех во село Мелница, во турската граница, де беше могила. По завршувањето на обуката се вратиме пак за градо. Го рече више од заборавам. Добрич. И беа дојдени на вежба од нашия крај. Посебно од село Буднарци, Петре Бошнарковшки некои. И за мене име пак ние при од се занимаваме со коње, со 8-конен покс се викаше. И се договараме со него како да се најде начин да излезе јас од там, да избегам. Оти не ми е познат терено, саках да има. Знаех случајот што се одвива тука во Македонија. Што се случуваше во Македонија во тој период? Зошто сакавте да се вратите? Во тој момент ништо не се случеше. Јас доразбрах оти некои партизани одимавал, значи за ослободување на Македонија. Мене ме теглеше тоа едно, друго, а сега мисля како, на кој начин. И му кажувам на тој, на вежба што беше од Бошначки Петар од Буднарци, да дојде дома, кад си дојде, и да каже на старите мои, да кажат на кметов, в општината имаме кмет, телеграма да испратат, да ме пушат на отпуска, бидејќи мајка ми е болна на смрт. И това се изврши. Добих телеграмата, ама кога добих телеграмата, се јавувам на поставени командир и он ме праќа кај команданто на Пуко, тамо, кој е главниот штаб, и се јавувам на рапорт и кога гледате до телеграмата и вика, и татко ти да умре, не мајка ти, нема отпуска. Сиви ти се очите, вика, ти мислиш шумкаджија да идеш. Јас викам, не знам што значи шумкаджија. Вика, ќе разбереш, нема отпуска. Добро, нема. Толку поздрави и се вратам. Враќам се кај командир, ме пита, шо стана? Викам, случајно така и така ми кажа. Вика, јас знам од това ќе ти го кажа, вика, тој каписузим, вика, нема. Но вика, ќе сиеш, јас ќе среда работата. Како може да средиш? Вика, он оди командант на школата во град Русе, пуковнико. А вика, друг ќе дојде да го замени, но јас сум добар со неговата жена, пријатели сме, ќе најдем начин да сидиш. И утрото одиме кај жена му, он оди за команданто на кај школата во град Русе, и одиме при госпожата и му кажува поручник, подпоручник беше, вика, госпожо, работе така и така, ја телеграмата, вика, би требала, ама подполковнико, вика, него пушта. Ам вика, па што гледаш, вика, а на масата име дозволи, подпишени од него и спечат. Ам што гледаш, вика, зем попуно, му вика момчето, нека си иде, вика, да си види мајката, разбираш? И он зима, попунува се со целокупна опрема. Све, и оружие, и све. И ми дава дозволта, вечерта се качих од Добрич, стигнав в Софија едно време,
ама в София беше бомбардирано од Енглеска и коли имаше по покривите на становето од силата кога са бомбардирани и продолжих по линија, таа беше испремна линија за Горна Џума, тогајшна, и оде и осамнуваме вече во тоа во Сандански тамо, разбираш, ја виж кога заборавам, разбираш, и питам тамо за превоз, за Пехчево да има, за Берово, и еден војник има там, вика, од тука, ја вика подпоручнику, вика, ние дојдовме по дажба на војниците да однесеме за Пехчево, а во Пехчево имаше единица која беше трудова единица. И подпоручникот вика, качувај се, вика, одма, вика, ќе однесем како нема, така, и качих се, однесаваме во Пехчево, од там пеш, во Митршинци, дојдох си и след 2-3 дена јавија се тие партизаните, што беше, се викаше Плачковички одред. Неколку души, околу 60 души баа испаднали, а на нашите колиби дека са додили по леп. И фатам врска ја со них и спадам во Плачковички одред. А после дојдоа од третата бригада од Грција наши партизани, стари партизани, и формираа четвртата бригада на Источна Македонија. Бригадата ја формираа на планината Лисиц. Какви беа вашите активности во тој период кога се формираа бригадите? Што работевте? Што се случуваше? Што планиравте? Ние, кога се формирааше единиците, веќе тука треба да кажеме, четвртата бригада од формирањето неено, она е мајка на сите единици после големи што се формираа, се од неа. Четвртата бригада стана руководство од третата бригада. Беа се руководство од них стана. Командант беше Милевски Боро од Штип. А комисар беше Милевски или Малешевски, како се викаше, Грујца, тој народни херој што стана, од Виница, Чиро го викаше, а заменик беше му на комисаре Раде Гогов Црноречки, а заменик командант беше па онај Васко Каранđелов. А од дека беше не знам. И формирана след едно известно време единицата, што беше од четврта бригада, се реорганизира. Реорганизира се на 3 одреда. Еден Струмички, еден Малешевски, еден Кочански тамо. Тоа. Се поделија. Командант на Струмички одред беше Боро Поцков. А на Малешевски беше Пеновски Сандо од Владимирово. А за Кочански Ванчо Уровски од Кочани. Поделија се и делувааше. Струмички е тука, Малешевски е Малеш, а Кочански е Кочани. Ама след това сите тие работи по потребите од тамо, од Малеш, тука да одеме, војна да водиме, или од тука па тамо. По потребите се беше тоа. И еден ден тука беше тоа през 8 месец, околу половината ли беше, да одиме и е команданта на комисар на втори батальон. Втори батальон влезе во Струмица. Беше комисар Боро Чулушев од Неготина, Странџата, што го викааше. И он одржа голем говор кај Монополо. Се збра многу народ
и говор се одржа и напушчи ме. А полицията, кога усети оти, ние влизаме тамо, однемай нигде. А войските беа па излегли по планините, по партизаните, знаеш. А ние дойдоваме тука. Завършиме, що завършиме, по-натам повлачиме се, пак за бел камен се повлачиме. Ама след един време дали беше тука прилипуваме не това, ама кога дойдоваме кај Струмица да кажеме, две борби вършиме кај гробищата една Струмички с бугарските войски и една по кај Водоче тука това село го речи Баница, тука воюваме. Ама едно време се погодия бугарите и партизаните да се не закача. И от тази страна да против германците и они че одат, макар ба съюзници с германците они. Бугарите. И таман се погоди име, после паста на некоя търфола, незгода и па се отвори война и бугарите бега и ние влегваме тук, пак се върнаваме в Струмица и от планината там от Палазлия топовето бия в Струмица. И таман тук позади кино, дека е старото кино, по тая улица одиме, неколко души и един топка пукна, удари в зидо над общината, що е горе зад киното, тази сграда беше там затворо. И им отчина чоше цел. Го отчина. И после преговарява се некак тия руководствата и бугарите попущия. И завърши с бугарите. Ама кога сме тук кај Струмица, да кажем да наводиме по-намо, по формирането на 50-та дивизия. И аз постанах командант на батальон, на втори батальон. Дойдоме на 19-ти, на 17-ти се формира 50-та дивизия, а стигнахме в село Нивичина на 19-ти. И през нощта дойдоме в село Василево. И една вратница светеше, там некоя конференция имала, местна заедница, коя, и води руководството и фаща връзка с них и двоица взимаме водачи от селото да ни покажат терено како е. И батальоните се поделя. Моят батальон се фана тука на Чамчифлик, що е това. И аз го не знаех, от се вика Чамчифлик, аз го кажувах тука позади Попчево. После ка разбрах, оти Чамчифлик е тука и сега беше ми задатък на моя батальон окупираните германци, ба окупирани на горе на Ридо, на Цареви кули, да и нападнеме них, а другите единици па от другите страни. И едно време и нападнахме, изкарахме, повърная се ни назаде там, ама едно време дойде им сила на них и не пограя нас и уядоа они вече и ние мораваме да се повлечеме. И се повлекоме ние прямо Водоча, прямо тия драките. А тук падна горе-долу големи жертви. Тук падна от митрашинци двоица, Стоян Маноловски, Стоян Кръстовски, от Штип падна Милевски, Гаврилов, Милан, ли се викаше како, падна он, рания Любчо Самоников, он беше заменик комисар на батальоно, една граната падна и го некак потрупа и го дигна и не знам къде го дигна, а он беше от Шипянец. И войната, аз моят батальон морах да го повлече, го повлекох тук прямо Водоча и останам най-отзад. А беше задатък да командантът, комисарът най-отзад да остане в такви случаи да изтегли войската.
и се потегля некој ранени, некој Рада од Берово, Радински, како се вика, Чоловска се викаше. Она неа беше тешко ранена. После 3-4 дена ја нашел, некој шумар ја нашел во гората, жива още, и ја дигнали и ја однели во болницата во Добрашинци. И од Добрашинци ја однели во Митршинската болница. А Митршинската болница е во мојата куќа, разбираш, тамо. И така завршува таа работа. Ама јас најпосле по единицата да напушчам и гледам дека нема, проверувам кои се паднали така горе-доле и одам надоле, а писка ранени надоле. И таман се повраќам да крена по пате, посматрам двојца официри, германски. Прават се према мене идат и јас нема дека да избегам и у една драка се наврех и само Шмајзеро пред мене, чекам, ако ме видат, стрелям и. Ако не ме видат, да и пропуша. Ама, ка посматрам, ка идат, ама си прикажува нешто, јас не разбирам, и дојдоа надсам дјаволска работа, надсам мене висна. И сега се чуда шо да правя, а ми приметувам, от не са ме приметили. И там нешто се смени, нешто си кажува они, и зимаа напреко, и јас се ослободувам вече у драката. И зимаа они по крај, имаше еден бел камен там, кожа голем на Дурноне крај на оришчето до шумата, и седнаа со биноците гледа, и јас постепено се измакнувам по патишките, има што да вида, ранени. Еден Александар од Велешко го наода тука мускуло на прасето, што го викаме, отчинено му. И он не може да оди никако, што прави сега со него, а има и други ранени, ама одат полека, знаеш. И он вика, вода ми се пие, а јас знаех, оти служих во војска, дека ако се напие ранен, значи дека умира, одма умира. И му кажувам, не може, така и така работат. И го фанах за нозете, а он се држа за тука за главата си не каца, свлекол го до една ендече, разбираш, андаче, мокор песок имаше, дадо му една рака мокор песок, викам, смука само песоко, и го плюве, не мога го гъташ, а и јас за вода, исто загорел, и јас си натопих устата с песоко, и пристигна па таа единица кои ба серентарите, и го примаа него натаму и другите, и продолжиме дале. А болните пренесоа се за село Добрашинци, а од Добрашинци се пренесоа се во село Митршинци. Таа војна беше таква, разбираш, со германците. Германците неколку пати ние нападаваме на колоните во Струмица. Имаше една борба, ама не беше толку тешка, затоа дека кога се движеше колоната од Грција, тоа село, како се вика тамо, од онат трите води дека се. Подоле, навамо, нападнаваме и пречинаваме колоната. Там неколку они избегаа, зееме неко оружје од них и се повлекуваме ние пак надзаде и во Струмица целата работа горе-доле заврши. Кој ви даваше инструкции? Преку каде стигнуваа, што треба да правите, каде да напаѓате и кој ве снабдуваше со оружје, со храна? Каде се криевте во меѓувреме? Инструкциите даваше раководството тие на главната единица и ние, каде ви кажа, за прехрана, оружје, таквија додеа авиони на бел камен на пленината, па ни пушчааше оружје, обушча, прехрана некоја, конзерви, друго, трето, а ние, за да се обележиме дека сме за да ни пушаа раната, ние навалуваме еден голем оѓен. И на доѓине до авионе и напушча се тоа доле.
Нели беше опасно од германците да слетуваат авионите и да палите огани? Немаше нищо, германците само си терено гледаше пате, излазо не тераше. Они не закачаше ние ако ние закачаваме. Тоа веќе беше крај на војната, затоа беа така? Да, затоа они гледаат да се измакнат вече тоа. И завршиме целата работа и после се враќаме па во Струмица и продолжуваме на терено Сулак. За Беровски пат, па до Берово се разонадаме они и последната борба беше 5 октомври, мислим да беше, над Берово на Ратески рид. Тамо жертви падна, многу со них, а последна борба беше со германците према Берово. После се враќаме од тамо, пак во Струмица. Струмица си држи, па германците засадата горе, контролираа патишчата и сега одиме тука према тие села доле и засади правиме да и онарим и да им дигаме оружјето на них. Недно време нападнаа ми под Струмица тука доле према тие Злеово тука тие села. Нападнааме, ама они таму борбата ка се водеше, појдоа јак митролиз пукање и ние се повлачиме на гората, према планината, а по нас нешто трчи. И викаме, чудиме се сега, што е тоа? И страхне, например, ни да пукаш, ни онаро, оддалечуваме се од пате. Кога не пристига кон, германски кон, кај пука на кај сме пукали, и уника пука, стинал се, оти уника вода и конски коли носеа. И кога гледаме кон, ние сме бегали од кон. Ето, тоа е. После спадаме, последниот крај излазо од Струмица, вечерно беше време, задатоко ни е тука по линијата да ја чекаме, да им пресичаме линиите. Ама кренуваме последно крајвече и кога се движиме, мојата единица, таа линија држи, една единица, горната, исто војска паа држи. Ама не знаеме кои се, мислиме ние од нашите. Кога пристигаме при савнувањето, тука кај Радовиш, кога посматраме германска единица. И сега што правиме? Батальоне окружи, јас и един шчепјанец, како се викаше онај, со шмајзерето премо них, Донски, се викаше Донски. И германците дигаа рацете и се предаваа. Кога констатираваме, околу 100 души беа. Од тие свет имаше пољаци, италијани и германци. И што правиме сега? Имаше бербери и готвачи. Берберите и готвачите изееме во нашите единици. Останалите определиме и со струица луѓе за Берово да се спроведат. Одговорен го составиме да ја предаде Газинковски Здравко од село Митрошинци и задатоко ми се договориме да се вратат во Шип, оти ние за Шип одиме. И това се изврши задоб. Тавам во Шип стана некоја борба тамо и едно време мене ме рануваа тука, на докото. Не могли да погодат по тоа, тука да останам да страдам, ја белего ми се още познава. И после продолжиме далje, по Овчо поле, остатоците се гонеме и така натам. До Велес одржаваме. Едно време, шо правиме? Дојде командант на 20-та бригада
еден пуковник бугарски. И кренаваме прамо Свети Николе, Куманово, 2 дена около Куманово, 3 беше престоиме, и оттамо Скопје, Радуша, рудник Радуша, мојот батальон го доби, Тетовски крај се остатоците од тие шиптерските организации, прогонуваме, па се беше това до 14 или беше овака март 45 година. И оттамо се враќаме за Скопје. Од Скопје добиеме задатак дека ќе одиме за Урошовец и речи го ја единицата, това е тука на сликата. И првото одело југословенско го примаме на местноста во Скопје Хандриево. Това беше една голема ширина, извинавам се, и тамо 1-2-3 дена седееме, това беше около 13-14 март. И се построихме, кога добиеме наредбата и за Каченик. Продължиме за Каченик, Урошовец и тамо се водиме до не знам кој крај, одиме до завршување на војната. При завршување на војната враќаме се за Скопје, тамо реорганизација станува единиците и мој батальон, реорганизација на него и околу 10-20 официри имаме и на сника, добиваме задача од тамо да дојдеме во прекоманда во 41 дивизија во Струмица. Во Струмица беше комисар Боро Чаушев Странџата од Неготина. При јавувањето не исподелија, мен ме поставија пак командант на батальон. Батальон беше ми во село Вилюсе на мене. Па се до моето оволнување беше това околу 11-12 месец, да ме влисе и ме дава на расположение во Министерство на внатрешни работи. Министер беше Цветко Озунов Абас. Тој мисля да беше шипјанец, а негов беше заменик Боро Чушкар од Куманово. И оттамо мене ме распоредија за началник на полицијата за Беровско околија. И бех се до 46-47 година. После се оволних од милицијата, после ојдох директор на угостител Берово, после се оформи едно републичко предпријатие за откупи, беше Крсте Црвенковски главен директор на Републиката и оттамо бех до едно известно време, до 49 година. И се формира дивизија. Дивизијата областа во Шчип, и мене ме префрлаа од Берово во Штип у Народниот фронт за комисија, бех секретар на комисија за привреда, а председател беше на комисијата Ванчо Зеленков од Струмица. Се до расформирањето там бееме. После враќаме се, за тука веднага се пара сформира за 1 година и 2 скоро беше тоа. Врнаваме сите нас од дека сме дошли и за Берово, и од Берово мен назначува во село Митрашинци за порезник, референт по порези. В нашето село имаше општина од 3 села.
Буднарци, Разловца и Митрошинци. Па се бех до 52 ме избра председател на задругата на СРЗ, се формираа задругите и бех се до 43 година. Тамо, па после се префрлих во предприятията трговски. Во трговија, во Рекопс се викаше предприятието и оттамо, од Берово, ојдох си за село Митрошинци, голема продавница имаше, јас ја држих продавницата, као продавач останах и тамо си останах и заврших целата работа. Како стигнавте во Струмица? Колку години останавте во Митрошинци и кога... Това заврши, одиме веќе во цивилизација, тоа сега за цивилизација прикажуваме. А за војните работи, ако треба ви кажа, значи при формирањето на тие заговориме, тие единици што беа од 4-та бригада што се поделија, после се сојузија на 17-ти, наредба добиеме сите на Митрошинско поле на 17-ти 44 година, на 17-ти, 9-ти месец, дека се формира 4-та, 50-та дивизија. При 50-та дивизија формирањето се формираа 4 бригади. Това беше 4-та бригада, 13-та бригада и 14-та бригада. И 19-та бригада беше, ама онака помошна. Сега, 14-та бригада отиде за Кочани. За Кочани, 13-та остава в Малешовијата, а 4-та дојде за Струмица. Пре што разговараме. И на 19-ти, значи, дојдовме во истото село тука, ка се викаше близу до Готина, добро, широк дол, ќе го кажеме. Тоа се село Исели, а там имаше центар за обука на тие луѓе што не познаваа оружјето, да се запознаваше со оружјето. За Нивичино или? Нивичина, да, Нивичина. Како се одвиваше животот после завршувањето на војната? Како се градеше општеството во тој период? После завршувањето на војната, едно известно време беше тешко. Колку траеше тоа време? Што се случуваше тогаш? Едно време, скоро 1-2 години, тука многу тешки годините баа. После кога дојде формирање нарочно за тие задругите, што и формирааше, тука имаше насилство на населението за формирање на задругите. А това било само насилство во Македонија, но нам не е било. Тоа в законот било да се формираа задруги доброволно. Ама нашто македонче будно иска сека да се покаже и развртеа се, зеа стоката на свето, а наше крај беше сточарски, земјоделски, тоа. И така настане и страдаа, значи многу страдаа до едно известно време, додека се ликвидираа задруги. Откако се ликвидира, значи поболша се работата, беше поарна. Понатам животот веќе во Југославија, што беше во заедницата, беше добро, не беше многу лошо, само тука делуваше као најслабите црти кај удба. А јас го обвинувам удба, беше многу остро, превише необмислено, ама не го толку обвинувам, колку што обвинувам самите луѓе, нашите луѓе. Шпионажа стана, омраза стана, кој на кој се клевети да го затвараа. Ја тука и пад нас свет многу лошо во затвор. Ни криви, ни дужни. Това беше лошо. Инак после кога се поболша, нема грешка, тоа беше добро. Добро беше. И добро заврши, ама сега, ето колку промени станаа до денеска,
па понатам што ќе биде, како ќе биде, ќе видиме. Што ќе кажете, еве, имате долги сеќавања. Потежок ли е тој период сега од периодот кога се, не знам, распаѓаше Југославија? Како гледате вие на сегашните случувања? Сегашните случувања се, не знам како да речам, опасни. Опасни се. А од една друга страна не е, добро е поставено. Добро е поставено. По моему. Сега промена нарочно името, што е, наше свет се многу опасно буни против тоа. Ама тука треба многу да се размислува. Сашто е поставена работата, јас на Заев не сам очекувал тоа да може да го направи и ка смеја, ка може. Тоа е. И му честитам во тој смисел, може да е се погрешка, али Северна Македонија. Като мисли човек, Северна Македонија, од Југословенска, Југословенска те не признаа, грците не са не признали, бугарите не са не признали, албанците не сме признаени. Во таа ситуација, јас мисля дека ќе се поболша работата. Дека ќе се поболша многу добро работа. Северна Македонија е дел од Јужна Македонија, од кај Грција. Источна Бугарија, Западна Албанија. Тоа, паднале тоа е такова. Ако обстане така, да се не умешуваат силите, да зема да поделува, ќе си дое на своје место. Македонија тогај, права цела Македонија може да биде. Али това многу доцно ќе биде. Сега е зачин тоа. А како ќе биде сега у Европска заедница, што мислиме дека многу добро ќе биде, ќе видиме. Това унапред не може ништо да кажеме.